Добродојдовте на јубилеј од 10 години од формирањето на Обединети за Македонија. Сигурно дека денес, после една цела деценија, многумина, па и вие новинарите, се прашуваат дали беа потребни Обединети за Македонија на македонската политичка сцена. Јас мислам дека бевме потребни, времето минато тоа го покажа. Во најтешките времиња, кога живеевме во Орвелова Македонија, ние го кренавме гласот. Најпрви најавивме дека доколку не се сруши режимот на Груевски, во државата ќе се инструментализира и инсталира тоталитарен режим. Што и се случи. Се случи тоа во 2011 година. Ние најавивме на 7 ноемврискиот бунт во 2010-та, се затвори во 2010-та А1 телевизија со јасна порака дека веќе се инсталира тоталитарниот режим во државата. Потоа почна политичкиот прогон на 6.2011 ден после изборите. Бев јас затворен, јасна порака до политичарите дека сите ќе завршат доколку не го прифатат едноумието и тоталитарниот режим како начин на живење во Република Македонија. Ние бевме и останавме до денес револуционерна партија, затоа што имавме снага да се спротивставиме, затоа што револуционерните партии се тие кои на крајот, барем аналите, тоа го покажуваат, се водат политички прогони, малтретирања, узурпирања, се она што е типично за еден режим. Ние сме исто така политичка партија, визионери, кои јасно кажавме дека го прифаќаме компромисот, дека Македонија нема друг избор. Спротивно на компромисот би била продолжена агонија и продолжување на тоталитарниот режим, враќање на рецидивите од овие 11 години на владењето на Груевски. Покажавме и докажавме дека само со компромисот може Македонија да оди напред и наместо бајарама кратенката сега имаме додавка, но ние и натаму останавме Македонија, ништо не се промени. Сега сме втора деценија, влегуваме во втората деценија од формирањето на Обединети за Македонија, го оставаме нашето револуционерно минато. Сега сме партија која покрај компромисот ја прифаќа иднината. Ние веруваме во доследноста, ние остануваме доследни, остануваме во континуитет во борбата за подобра иднина во Македонија, а не сакаме да има во нашето дејствување никаков дисконтинуитет. Ја поддржуваме ги поддржуваме сите храбри одлуки на власта, остануваме бранители на идеологијата на ВМРО, бидејќи ова што денес е македонска реалност, тоа е и сонот на нашето ВМРО, на возобновеното ВМРО во 90-та година. Преку ВМРО ДПМН. Споменавте ВМРО ДПМН. Како го оценувате нивното делување моментално на политичката сцена? Доколку ВМРО ДПМН, односно ова политичка структура која ја води ВМРО ДПМН, јасно не се дистанцира и не се огради од политиката на Груевски, остава сомнежи дека продолжуваат да го негуваат и да се надеваат на нешто за кое пред малку кажав може да биде македонски рецидив, а тоа е враќање на тоталитарниот режим. Мислам и верувам дека ќе најдат сила да се оградат од Груевски, да се оградат од политиките и од штетните политики кои Македонија може да ја доведат на работ и ја доведоа на амбисот, и дека во тој случај може да имаме одредени коректни односи меѓу политичките партии Обединети за Македонија и ВМРО ДПМН. Доколку не се оградат, не гледам иднина во таа политичка партија. Актуелен е процесот тортура кој се однесува на вашето апсење во 2011 година. Каков епилог очекувате од ова судење?
Па јас сум како човек, како христијанин, задоволен со самото тоа што веќе вистината продира до јавноста. Од бомбите се виде дека сите процеси, што е типично за тоталитарен режим, биле режирани, организирани политички процеси, дека епилогот сигурно ќе биде, ако се биде во ред, со доказите, ќе се заврши со одредена осудителна пресуда. За мене е поважно дека прогонителите кои мене ме прогонуваа неправедно, сега се прогонувани.